Добар ден, да ги проследиме настаните на денот во вестите во 12:30 кои се почнуваат веднаш по кратката најава. Најмалку 6 компании на странски инвеститори треба да ги отворат вратите за вработување на нови 2500 лица. Една од компаниите е сместена во Штип. Вчера во Штип се славеше 35 годишнината од постоењето на Астибовата градинка, прва градинка во државата која воведе двосменско згрижување на децата. Советот на млади при општина Штип идната недела организира настан за запознавање со техниките на психолошкиот правец. Настанот е дел од проектот И јас сум лидер. Најмалку 6 компании на странски инвеститори треба да ги отварат вратите за вработување на нови 2500 лица. 3 од овие 6 компании се сместени во Скопје, а по една во Штип, Кичево и Ресен. Производството на сите овие фабрики е наменето за извоз. Покрај неизвестната политичка ситуација во земјава, наскоро најмалку 6 компании на странски инвеститори треба да ги отворат своите производствени гранфилд капацитети. Овие 6 компании, од кои 3 се сместени во зоната во Скопје, по една во Штип, Кичево и Ресен, вкупно треба да вработат околу 2500 лица. Производствениот капацитет на италијанската компанија Диатек во Бунарџик е во завршна фаза. Инвестира 10 милиони евра, а инсталирани се првите машини од опремата. Компанијата стартува со процесот на регрутирање, а планира да вработи 200 лица. Германската Technical Textile ја лоцира фабриката за индустријски текстил во зоната во Штип, која треба да стартува во јули. Инвестицијата во првата фаза изнесува 12 милиони евра, а планирани се најмалку 1000 вработувања. Во Ресен финансирана е изградбата на откупно-дистрибутивниот центар на Apple Land. Исто така во текот на летото италијанската Технохозе ќе го стави во употреба вториот капацитет, за кој пак се најавува 1500 вработувања. Производството на сите овие фабрики е наменето за извоз. Од владата не ја исклучуваат можноста и други од странските компании да ги отворат капацитетите оваа година, а најавени се и поголем број на други странски инвеститори во услуги, кол-центри, информатика и рударство. Како да останеме активни и концентрирани во работата, на предавање и во учењето? Советот на млади при општина Штип идната недела организира настан за запознавање со техниките новој психолошки правец. Настанот е дел од проектот И јас сум лидер. Проектот Јас сум лидер на Советот на младиот Штип е во завршна фаза, во кој се вклучени 5 тим лидери. Последниот тим работи на настанот Активно слушај, ефикасно делувај, а главната цел е младите да ги покажат своите тимски и лидерски способности. Во овој проект се вклучи над 250 млади лица од цела Источна Македонија и негова главна цел е да ги поттикне младите да работат заедно, да ги подобрат своите тимски и своите лидерски вешини и низ текот на целиот овој проект сите учесници беа присутни на различни симулации и обуки. Исто така самите учесници се запознаат со начинот на организирање на проект и низ целиот тој процес кој што треба една личност да го помине со цел да организира даден настан, протокол за тој настан, организација во смисла на присуственост, во смисла на простории, во смисла на професори и на крајот секако овој настан завршува со официјално делување на сертификати на сите учесници. Сите млади лица од 16 до 29 години кои сакаат да бидат дел од активностите на Советот на млади можат да се вклучат во тимот преку кој ќе напредуваат во реализација на општествено корисни задачи. Последната обука ќе се одржи на 2 и 9 мај. Проектот завршува овој месец и последните дати за овој проект се 2 и 9, каде што ќе се одржи втората обука, а досега имавме 4 настани во скопот на овој проект кои што успешно ги организиравме и успешно ги завршивме. Дел од тим лидерите кои работеа на досегашните проекти како награда добија за минување на школа во Германија. Може да се каже дека Советот на младиот Штип се со најмногу реализирани проекти, а како еден доказ за работењето е и можноста која им е доделена за едукација во странство.
Со голем сценски настап, изложба на ракотворби изработени од воспитувачките и промоција на прирачник за детски игри. Вчера во Штип се славеше 35 годишнината од постоењето на Стибовата градинка, прва градинка во државата која воведе двосменско згрижување на децата. Со пригодна манифестација во преполната сала на Домот на културата Ацо Шопа во Штип, 200 дечиња од детската градинка Астибо го одбележаа 35-тиот роден ден на оваа установа. За целосната организација и сите активности околу роденденската манифестација заслужни се сите вработени, предводени од директорот Илија Митров. За организација на еден ваков јубилеј се потребни многу средства, многу енергија, многу вложен труд од страна на сите. Значи можевте да забележите уште при самиот влез дека во фојето има изложено галерија на изработки, рачни изработки од нашите воспитувачки, значи слики, и тоа се посебна гордост. Оваа година се потрудивме преку нашите пријатели од Прима Данца и студиото Кентаур да организираме да биде уште поубаво. Во ритмот на музиката од познатите детски анимирани филмови, дечињата на Стибовата градинка играа и пееа и ги забавуваа присутните. Во меѓувреме се доделуваа благодарници до вработените кои допринеле за безпрекорната работа на оваа етаблирана детска установа. Благодарниците ги преземаат дечиња соодветно облечени да личат на возрастните. Танцот на дечињата се подготвувал 2 месеца и тоа со помош на професионални танчери. Дечињата се жива материја, така да со нив е стварно најубаво да се работи. Тоа беше еден убав процес на кој што сите на некој начин под наводници нели се помачивме, а на крај добивме убави резултати со дечињата. По завршувањето на пробите со инструкторите, децата вежбале со нивните воспитувачки, кои учествувале и во изготвувањето на прирачникот Играв јас, сега играј ти, кој содржи детски игри. Вчера вечер драмскиот аматерски фестивал во Кочани ја одржа и четвртата вечер од овој настан. Учество во ваквиот културен настан зедоа многу аматерски театри од многу градови. Синоќа на третиот ден од драмскиот аматерски фестивал во Кочани на програмата беа 2 представи во вечерниот и нопниот термин. Најпрви на аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Коча Рацин од Кичево се представи со изведба на делото Алдо де Бенедети под наслов Добра ноќ Патриција во режија на Михајло Петровски. Во нокниот термин, резервиран за алтернативни представи, настапија членови на младинското драмско студио Словото од Велес со представата Мозаик наречен Велес од Љупчо Данов, а во режија на Весна Димитровска Бобевска. Кочани учествуваме по 10 или 15 пат јубилејно и се надеваме дека оваа година ќе го освоиме Гран Прито. Во представата учествуваат 15 актери, аматери од аматерскиот театар при Националната установа Центар за култура Коча Рацин Кичево. Проектот го спремавме од прилика 3 месеци, интензивни проби со аматерите, наидовме на солиден резултат. И секоја година и оваа година традиционално добар беше и одзивот на публиката, а и самата реакција на публиката беше задоволителна. Премногу сме задоволни и од самиот престој во Кочани и од градот. Сме имале многу настапи, значи не само на ДАФ за прв пат во Кочани, меѓутоа сме настапувале на разни други манифестации и надвор од нашата земја. Еве, последен проект во странство ни беше минатата година во Словенија, во Љубљана, на сајмот на книгата. Значи го отваравме сајмот на книгата со представа која што беше на некој начин како мюзикл за двете култури. Представата беше во договор со Словенечка амбасада. Драмското студио од Прилеп во терминот за деца денеска изведе представата Кој е крив во режија на Владко Петковски. Ова ни е прв поголем производ, финален. Значи работевме кратки исечоци, видеа, снимање, продукција, таа работа. Значи децата посетуваат аматерска настава, значи за театар, 2 години. Ние сме тројца кои што работиме со дечките. Представата е извадоци од повеќе бајки, како што можевте да забележите. Јас работивме, адаптиравме заедно со мојот колега Никола и режиравме исто така заедно. Јас работивме со дечките многу добро, значи многу брзо, сите имаат слух за работа, сите се добри, многу талентирани. Публиката знае да препознае добро дело, значи не е на мене таа онака баш детска представа за мали деца, туку
Действото во главно приказната се одвива и може да ја разбере и да се насмее секој од 7 до 77 години. Вечерве на четвртиот ден од ДАФ ќе настапа драмската група од гимназијата од Битола со представата Болен Дојчин и Ангелина во името на љубовта, на текст на Ѓорги Сталев, а во режија на Даниела Петровска. Во вечерниот термин е настапот на Домот на културата од Виница со представата Чехов на Толстој му кажа збогум од Миро Гавран, а во режија на Саша Нацевски. Фестивалот завршува во сабота со доделување на наградите на најуспешните поединци и групи. Бројот на жртви од топлотниот бран што ја зафати Индија, кој за последниот месец надмина 1700 експоненцијално се зголемува. Температурите кои достигнуваат и до 50 степени Целзиусови не попуштаат. Премиерот на Косово Иса Мустафа рече дека побарал од Груевски меѓународна истрага за случувањата во Куманово. Тој побара транспарентен пристап кон прашањето, како и да се истражи детално секоја можна подбуснувачка мешаност. Шведската влада планира од следната година да го зголеми платеното отсуство на татковците до 3 месеци, за да ја зајакне половата рамноправност. Родителите отсуството може да го користат било кога додека детето не наполни 8 години. Вчера во Виница се одржа третиот ден од турнирот во чест на загинатиот капетан Кирчо Димитриов и се одиграа 3 многу интересни надпревари, и тоа помеѓу екипите на ФК Кочани и Облешево со резултат 5:3. Потоа играа екипите на ЈП Кале и Зрновци со резултат 1:4. И дерби на денот беше надпреварот помеѓу Максимус од Кочани и Хипокс од Виница и заврши 2:1 со гол во последните секунди од надпреварот. Надпреварите се играа на помошното игралиште од градскиот стадион на еден многу добар терен. Денес се игра во спортската сала со почеток на надпреварите во 16 часот, а играат екипите на АРМ со екипата на ФК Кочани, Патриот со екипата на Облешево и екипата на капетан Кирчо Димитриов со екипата на Македонија од Подлог. По трите дена надпреварување на листата на стрелците водат Митрев Роберт од Максимус со 4 гола и Ненад Михайлов од Арама, Иван Јорданов од ФК Кочани, Деспотов Владко од Максимус, Лазаров Огнен од Хипокс и Илија Митров од Југококта Штип. Ова беше се за платневните вести. Ви благодарам за вниманието. Повеќе вести прочитајте на нашиот веб портал kanalplus.mk.